Отворањето на Уставот се наметнува како клучно политичко прашање за 2023. Темата за уставни измени, која во годината што изминува, беше една од главните точки на разидување меѓу владеачкото мнозинство и опозицијата, во периодот што следи дополнително ќе се актуализира. Но тоа не значи дека разликите меѓу двата политички табора за вметнување на бугарите во Уставот, услов неопходен за земјата да го продолжи процесот на пристапни преговори со Европската Унија, се намалуваат. Председателот на Собранието, местото каде ќе се одмеруваат аргументите на двете страни за ова прашање на денешниот брифинг, не кажа кога очекува да почне процедурата за уставни измени, зашто, како што вели, се уште се нема соодветно двотретинско мнозинство во парламентот за успешно заокружување на процесот. Во моментот кога ќе сметаат дека имаат услови да покренат иницијатива, јас сум подготвен како председател на комисијата и на Собранието да постапувам согласно процедурата, откако ќе се добие иницијативата понатаму. Интересот не е у процесот е да се случат измените, да се отвори патот и да поработиме во определен временски рок за да го исполниме она што треба да го исполниме за што побрзо да станеме полноправна членка на Унијата. Нам не ни треба друг пример. Го имаме сопствениот пример со членството во НАТО. Сите ги знаеме перцепциите пред и по зачленувањето во НАТО во контекст на геополитичките случувања, порача Џафери на денешниот брифинг. Опозицијата останува на својот став, низините пратеници нема да гласаат за уставни измени, но со нов елемент, дека за промена на уставот нема да гласаат пратениците од овој парламентарен состав. Овој состав на парламентот, да бидам уште попрецизен, пратеничката група на коалицијата ВМРО-ДПМН нема да ги гласа тие уставни измени. Тоа треба да ни е на сите јасно. Зошто нема да ги гласа? Принципиелно. Ако водиме принципиелна политика, треба принципиелни да се однесуваме. Затоа што ние не излеговме на избори овдека, не одевме од куќа на куќа и да им кажуваме на граѓаните ќе менуваме устав. Ние велевме градинка ќе направиме, ќе асфалтираме, булевар ќе направиме и така натаму за подобро да живеат и по квалитет. Овие вика ние за да ние живееме подобро, 4-5 политичари од коалицијата ДУИ поддржана од СДСМ, ќе правиме уставни измени. Нашиот пристап е обрат. Затоа велиме ајде на избори, ние ќе се излеземе со наш предлог решение на овој проблем, бидејќи сега имаме проблем. Они не доведува во проблем. Владата пак го тврди спротивното, дека токму сега овие пратеници, сите 120, треба да гласаат за, како што изјави премиерот во интервјуто за јавниот сервис Европската иднина на земјата. На владата и треба 61 пратеник за да биде влада, на било која влада во државата. Двотретинско мнозинство и треба на Македонија, за да може да го побрзо заврши патот на интеграција во полноправно членство во Европската Унија. И тоа пристапување во Европската Унија не е процес на еден човек, не е процес на една партија. Тоа е процес на целата држава. И затоа велам дека не 80, не 90, не 100, не 110, 120 пратеника во Собранието имаат обврска да носат одлуки кои што ќе обезбедат подобра иднина за сегашните и за идните генерации. Разликите, барем како што се изнесени во јавноста, изгледаат речиси непремостливи, но дали е тоа така и колку има шанси тие да се надминат, ќе покажат политичките процеси во 2023-та. Она што е јасно е дека и Брисел, и Вашингтон, и клучните членки на Унијата се за тоа Северна Македонија да ги заврши уставните измени што е побрзо и целосно да се насочи на домашната реформска агенда за која порачаа дека е потребно динамизирање, особено во делот на борбата против корупцијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.